Пристигнувањето на првиот воз од Солун во Велес на 9 април во далечната 1873 година го означува почетокот на железничкиот сообраќај во Македонија. Токму овој ден, пред 32 години, е прогласен за Ден на железничарите. Во посета сме на железничкото депо, каде се поправа и одржува возниот парк, каде со искуство и голема мотивација локомотивите се враќаат на пругите. Откриваме и како легендарниот шпанец доби нова шанса и кој стои зад неговата успешна приказна. Депото на Македонски железници транспорт е поделено во неколку сегменти, каде се одвиваат повеќе работни процеси. Од дневни контроли на возовите, депо за дизел и за електрични локомотиви, хала каде се извршуваат поголеми зафати на возовите, како на пример промена на осовини, до работилници каде невозможното станува возможно. Значи имаме дневни прегледи, имаме месечни прегледи, имаме 3-месечни, 6-месечни, 12-месечни прегледи и точно е прецизирано во кој процес, кои активности, кои технички проверки, поправки треба да ги извршат вработените тука, за да локомотивите можат да одат во сообраќај и да бидат техничко безбедни. Имаме ограничени ресурси, претежно во делот на резервни делови, во набавка на резервни делови. Меѓутоа, луѓето се доволно искусни тука, успеваме овие 3 локомотиви моментално да ги одржуваме во живот и да им се продолжи работниот век. Трите локомотиви од серијата 661 од минатата година повторно се најдоа во служба на железничкиот товарен сообраќај. Петре, кој 43 години работи во Македонски железници, е горд што заедно со колегите ги вратиле во функција локомотивите познати како Кенеди, по 2 години неработење. Јас го знам и каков крш беше пред известно време, а сега дотерани, исфарбани, во исправна состојба. Едноставно се полниш со позитивна енергија, едноставно знаеш за што работиш и ова. Тоа е убав осеќај, знаеш, од ништо да направиш нешто. Едноставно и дома идеш исполнет, ме разбираш? За работникот треба да работи и да се види крајот на работата, да има успех, ме разбираш? Ние тоа го исполнивме, да ти кажем право. И задоволни сме. Од заборавени локомотиви до оперативни композиции. Работата далеку од едноставна, но е ентузијазмот и енергијата големи. Машините постари, но искуството на мајсторите поголемо. Дел од помладите вработени со кои разговаравме вела дека задоволство е кога работата ќе се заврши успешно. Направивме доста за предпријатието, значи доста локомотиви пуштивме во сообраќај, патничките ги вративме исто, така што да мислам дека полека идеме на голема позитива и така да мислам дека и самите патници ќе го приметат тоа, ќе се зголеми исто така и патничкиот сообраќај, бидејќи ние моментално сме и најевтини со картите, нели, за патување. Преголемо е задоволството кога толку голема машина што доаѓа овдека со дефект, со нешто неисправно, ќе се поправи и кој ќе видиме дека таа исправност излегува од депото и продолжува да работи, да служи на луѓето, да се вози така натаму. Но не секогаш работата се завршува лесно и брзо. Вистински предизвик било локомотивите од серијата 443, кои се 10 години стари, да се оспособат повторно за сообраќај. Тоа беше еден од најголемите предизвици кој што стоеше пред нас и со што се гордееме ние како работилница, заради тоа што без специјална опрема, без обучен кадар, со ограничени ресурси успеавме да ја завршиме таа операција и да ги ставиме овие локомотиви повторно во функција на товарниот сообраќај. Од локомотиви кои стојат со години преку сопствена изработка на потребниот алат до повторно враќање на колосеците. Во работилницата каде некогаш работеле 15 луѓе, денеска се тројца: мајстор Боби, Живко и Боби. Почнавме нови алати да правиме за избивање, за пренабивање, за набивање. Сите машини ги пуштивме во функции со стари лагери, стари делови. Тоа сето сами го направивме и ден денески ова што се дешава во Македонски железници имаме многу возови. Со нова постава дотеравме многу возови во функција. Сега последно еве едно деголче, ако го правевне, значи со многу убава боја, со многу убав шарм, со многу убава
ентузијазам го вративме со многу лоша слика, го вративме со многу убава слика. Предизвикот беше голем, ама жалбата беше уште поголема и ние успевме во тоа. Овие момци се дел од тимот заслужни што денес има функционални поголем број на локомотиви и возови кои се користат во железничкиот сообраќај. Товарниот сообраќај го обслужуваат меѓу 7 и 9 локомотиви, а оспособена за работа е и мала маневарска локомотива произведена во 1964 година во Британија, која во моментов се користи во железара. За најавената набавка на 5 нови електрични локомотиви, Коруновски вели дека значително ќе го подобрат товарниот сообраќај. Посочува дека овој сегмент е многу значаен, не само за железницата, туку и за економскиот развој на земјава. Според него, се повеќе компании бараат превоз на тешки товари, а со новите локомотиви би се задоволиле барањата на економските оператори, кои имаат потреба од железнички превоз. Разговаравме за состојбата во патничкиот сообраќај, во каква кондиција се возовите. Постоечките патнички гарнитури го реализираат возниот ред на железница, но за негово проширување потребни се и нови возни средства. Македонија последните нови патнички возови ги доби пред 10 години. 6 гарнитури, од кои 4 дизел и 2 електрични пристигнаа од Кина. Со нив денеска се извршува речиси целокупниот патнички сообраќај. За овие 10 години овие гарнитури имаат поминато над 1.200.000 километри и можам да кажам од технички аспект дека се покажаа одлични, одлично си ја завршуваат својата функција, се разбира со добро одржување на вработените во македонски железници транспорт, но многу е битно, посебно за овој сектор, за железничкиот сектор, да ние имаме континуирани вложувања во железницата, односно да имаме континуирани набавки на нови возни средства, за да би можеле да ги покриваме сите патнички линии кои што се предвидени и плюс да отвораме нови патнички линии. Произведен во 70-тите години во Барселона, враќањето на легендарниот шпанец предизвика особено внимание кај јавноста. По направените анализи донесена била одлука шпанецот да се врати на пругите. Целосната реконструкција на оваа гарнитура го врати сјајот, не само на патничкиот воз, туку и во очите на носталгичарите, а за децата донесе возбуда и радост. Во новите авантури шпанецот ги впишува дружењата со најмалите, како дел од новогодишната приказна подготвена за децата. Наскоро патувањето ќе го продолжи кон Прилеп и Битола. Деневната миграција меѓу овие два града е голема, а патниците дале поддршка за воведување на ваква нова линија. Инаку технички возот сега е во исправна состојба, може слободно да ги извршува услугите во патничкиот сообраќај. Во план сме, планираме заедно со колегите од поддржницата за патнички сообраќај овој воз повторно да вози редовна линија на релација како локален воз Прилеп-Битола, дотолку повеќе што овој воз беше заборавен, беше оставен на забот на времето, доколку не се ангажиравме и доколку не го ставивме во функција, овој воз за кратко време немаше да постои. Ги користиме сите ресурси кои што ни се на располагање, за жал се ограничени, затоа што резервни делови за овој тип на возови ги нема на пазарот. Луѓето кои што работат на одржување на овој тип на возови веќе се пензионирани или веќе се пред пензија, така да со едни ограничени ресурси, но сакам да напоменам дека со голем ентузијазам и љубов кон железницата излегуваат едни вакви убави проекти со кои што ние како технички лица, инженери и вработени во одржувањето се гордеем. Успешните проекти заслужуваат да бидат препознаени, но одговорно е да се обрне внимание и на проблемите. А младиот кадар е проблем со кој се соочува железницата во Македонија. На тоа укажуваат и вработените кои истакнуваат дека работата не е лесна, но има своји позитивни страни. Отворено зборуваат за убавините на железницата, но и за чувството кога отпишаните големи машини со нивното искуство добиваат нова шанса во интерес на пружање на подобра услуга. Ја ако се запослив пред 30 години, ја напуштив. Вака напуштив, ама после
се вратив и еве до ден денески сум тука. Младите треба да дојда, да го вида, да ја вида убавината, во прв поглед, секогаш не е исто. Да ја вида убавината и частар. Значи во нашава фирма имаше, да не претерам, ама за во Македонија најискусни мајстори. Ја тоа сум го наследил од претходните мајстори. Можа да кажа и директори, и шефови, и се. Значи, овде беше нешто, овде се правеше чуда. Чуда во оваа фирма. Значи, овие машини што ги гледате овде, бевне 15 души. Сега е проблемот што немаме луѓе. Треба кадар млад само да има желба за работа. А сега, како младината, многу малку желба имаат за физичка работа, ме разбираш. И има конкурс, никој не се пријавува. А жалосно. А има убавина и во оваа работа, во одржувањето. Ама треба да си го сакат занаетот. Ова е техника, разбираш, нешто што не работи, кога ќе го направиш ти со твои раце да работи. Нели е тоа успех, нели тоа со тоа се воздигнуваш, душевно се исполнуваш, и значи има убавина, во секоја работа има убавина. Помладите кои се дел од МЖ Транспорт нагласуваат дека и без искуство, преку обуки и споделеното знаење од старите мајстори, работата се учи. Треба само младите да имаат желба. Јас себе може да кажам, имам уште еден колега, сме единствени во државата кои што ја работиме оваа работа. Мислам за тој одел кај што ја работам. Значи тоа сепак е голема гордост, голем предизвик, како млад човек, ја кога дојдов, буквално не знаев ништо за возовите. Значи, доста време поминав во обука со стари мајстори, учење за тоа, пошто едноставно ти како електричар или бравар или не знам, да дојдеш од прв ден тука да работиш и да кажеш ја можам ова да поправам, тоа не е едноставно лесно. Ова е голема одговорна работа, барем сте прошетале, сте виделе тука во предпријатието како се одвиваат работите, на кој начин. Така да мислам за младите голем занает е ова, има голем бенефит. Воедно ги охрабрувам сите млади луѓе кои сакаат да бидат дел од железница, да слободно значи можат да дојдат и да работат каде што во околина, каде што е прилично динамично, но позитивно динамично. Што значи имаме работи овде кои ги работиме што не може да се работи на други места. Клучот четворка секој железничар го носи во својот џеп. И оние кои се уште работат, но и оние кои се во пензија, знаат зошто. Нека е честит денот.